Почитувани сограѓани, по одржаната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Кавадарци и по нивната загриженост во делот на транспарентното работење и законитото работење на општина Кавадарци, јас како градоначалник сакам да им одговорам заедно со моите служби во врска со данокот на имот. Општина Кавадарци, како и секоја година, и оваа година ги има изготвено решенијата за данок за имот за 2018 година. По повеќе основи има направено усогласување на самите решенија, каде што и самите служби ќе ги објаснат основите за усогласување и тврдам одговорно дека нема никакво покачување на данокот на имот. Обвинувањата од Социјалдемократскиот сојуз дека имаме покачување на данокот на имот се неосновани. Општина Кавадарци од Социјалдемократскиот сојуз бара јавно извинување за ширење за дезинформации и ставење на заблуда на граѓаните на општина Кавадарци. Воедно, како градоначалник и служби во општина Кавадарци, сите граѓани што мислат и што гледаат дека има неусогласување во нивните решенија, ги повикуваме транспарентно да дојдат во општина Кавадарци соодветно со нивни имотни листи и со решенијата, доколку има настаната грешка да може да ги усогласиме заедно со службите. За сите тие грешки кои што да ги исправиме доколку ги има, нема никакви дополнителни трошкови да имаат граѓаните. Согласно законот за даноци на имот, данок на имот се плаќа на недвижниот имот, освен за оној имот кој е ослободен од плаќање на данок според овој закон. Обврзник на данок на имот е правно или физичко лице, сопственик, корисник и плодоуживател на имотот сразмерно на сопственичкиот дел. Стапките на данок на имот, согласно законот за даноци на имот, е пропорционален и изнесува од 0,10 до 0,20%. Со одлука на Совет на општина Кавадарци, објавена во службен гласник на општината број 43 од 2012 година, е утврдена висината на стапката на данок на имот во општина Кавадарци и таа изнесува за физички лица 0,10%, а за правни лица 0,15%. Согласно член 9 од законот, обврзникот на данокот на имот за стамбена зграда или стан во кој живее со членовите на семејството има право на намалување на пресметаниот данок во висина од 50%. Тоа значи дека имателите на имот, на стамбени згради или станови во кои живеат, ќе платат данок на имот по стапка од 0,05%, а за становите и стамбените згради во нивна сопственост во кои не живеат, стапката на данокот изнесува 0,10%. Идентификацијата, дали се живее или не во имотот, предмет на оданочување, се врши со идентичност на податоците содржани во личната карта на имателот на имот со податоците од имотниот лист на имотот. Доколку адресата на живење евидентирана во личната карта е иста со адресата на имотот наведена во имотниот лист, тогаш имотот се оданочува со 0,05%, доколку овие податоци не се поклопуваат, што значи дека станува збор за дополнителен имот на сопственикот, истиот се оданочува со 0,10%. На 5.5.2017 година, на седница на Совет на општина Кавадарци, донесена е одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот и за утврдување на вредноста на градежно неизградено и градежно изградено земјиште за град Кавадарци и селата во општина Кавадарци. Со оваа одлука се изврши зголемување на вредноста на градежното земјиште по метар квадратен и истата не беше применета при изготвувањето на решенијата за данок на имот за 2017 година, бидејќи согласно законот, законска обврска е истите да бидат изготвени и доставени до 31.3. истата година. Во 2018 година се изврши репроценка и усогласување на овие одлуки со воданочните решенија на граѓаните. Од таа причина и се јави одредено отстапување, односно усогласување на вредноста на имотот на сопствениците, односно на граѓаните. Општина Кавадарци последен пат проценка на имотите на граѓаните изврши во 2009 година, со што се утврди основица за оданочување на имотите на граѓаните. Од 2009 година до сега немаме направено усогласување, но има одредени промени. Една од промените, ја кажа колешката од правниот сектор, е донесувањето на новата одлука за формирање на зони, донесена на седница на Совет во месец мај 2017 година.
Покрај одлуката се случија и голем број на легализации. Во текот на ова 2018 година легализирани се над 4000 предмети на барање за поднесени легализации. Со тоа, граѓаните на општина Кавадарци се стекнаа со нов имот, кој е упишан во катастерот. Значи, од ова сето произлегува дека зголемувањето на нивните даночни решенија произлегува од одлуката за зонирање и исто така од ново стекнатиот имот на граѓаните. Со ова усогласување овозможуваме граѓаните да имаат рамноправен статус. Значи, секој имот да биде соодветно оданочен во законските рамки. За жалбите на граѓаните кои што ќе утврдат неусогласување, што сметаат дека имаат забелешки, формирани се две комисии кои постојано заседаваат и на граѓаните ќе им биде одговорено. Во овие нови решенија за данок на имот, посебно сакам да истакнам дека покрај име и презиме, адреса на живење, наведен е и бројот на имотниот лист врз основа на кој е утврден данокот, како и квадратурата содржана во тој имотен лист. Со тоа на граѓаните им е возможено лесна проверка. Значи, секој може сега да влезе во е-катастер и да провери дали тој имот го има на нивен имотен лист, го нема и така натаму. Со тоа е усогласувањето е направено на едно повисоко ниво со повикување на број на имотен лист и така.